Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Глас на надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добар ден. Стартуваме со нашата нова емисија која нарековме Точно напладне. Секоја среда со почеток во 12 часот ќе имате можност да ја проследите нашата емисија, која верувам ќе го привлече вашето внимание. На почетокот сакам сите да ве поздравам и да ви посакам секој добро во новата 2025 година. Еве веќе навлеговме неколку дена. Верувам дека сте добро, дека се одморивте од празничните денови, односно од се она што се случуваше за време на новата година. Би сакал да поминам низ содржината на нашата нова програма, нова емисија, која ќе ја проследите, секоја среда во 12 часот. На почетокот ќе имаме мисла на денот, убава порака, потоа актуелности во земјата и светот, совети за здрав начин на живење, ќе имаме посебна теолошка тема во секоја емисија, одговор на ваши прашања. Добиваме најразличити прашања од вас, почитувани гледачи, и затоа ќе имате прилика да добиете одговор. Затоа пишете ни во наредниот период на нашата адреса, што ќе ја видите долу на екранот. Од полето секако на религијата, ние ќе се потрудиме во наредните емисии да ви одговориме. Ќе имаме реклама за дописната библиска школа, која вие се уште сакате да изучувате Библијата. Постои идеална можност, по дописен пат, да ја проучувате Библијата, односно Светото писмо. Би сакал да спомнам дека се уште подаруваме Библија, Свето писмо. Вие кои се уште го немате, слободно пишете ни, јавите се на нашата адреса или на нашиот мобилен телефон, а ние ќе ви ја испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја испратат, односно ќе ви ја донесат на вашата домашна адреса. Точно напладне. Секоја среда бидете со нас. Ова емисија ќе оди на Facebook страната на Радио Глас на надежта, но исто така ќе можете да ја гледате, да ја следите и на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Така да, ако ја пропушите ова емисија која оди во живо, може да ја гледате и на нашиот YouTube канал, каде што се поставени и сите досегашни одржани емисии во нашата програма. Би сакал сега на почетокот да ја споменеме и првата мисла за денеска, тоа е: никогаш немој да се каеш што малку си јадел. Ја напишал или ја кажал Томас Джеферсон, третиот председател на Соединетите Американски држави, кој живел од 1740 година до 1826 година. Мислам дека ова е многу интересна мисла. Никогаш немој да се каеш што малку си јадел. Помина празниците, а пред нас се уште некои празници, луѓето имаат апетит и можеби си дозволуваат и повеќе да јадат од она што го носи капацитетот на стомакот, меѓутоа после има и последици. Затоа мислам дека ова мудра мисла на почетокот од ова нова година има свое место. Никогаш немој да се каеш што малку си јадел. Секој претерување, било во кој контекст, е штетно за нашето здравје. Така да нека не води и ова мисла во текот на ова седмица, да не се прејадуваме. Без разлика дали е храната здрава, оно што го јадиме, има свој капацитет, нашиот желудник, нашиот стомак, што може да го поднесе. Затоа, уште еднаш ќе повторам, никогаш немој да се каеш што малку си јадел. Еве, почитувани гледачи, тоа беа поздравните зборови, воведните зборови во ова наша нова емисија Точно напладне секоја среда. Одиме сега да ве поздравиме со една убава христијанска песна. Се роди спасител.
Однаш им пристапи ангел Господов и славата Господова ги осветли и се оплашија многу. А ангелот им рече: не плашете се, еве ви навестувам голема радост, која ќе биде за сите луѓе. Зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ. Ево неповторно во програма, почитувани гледачи, вие следите дневната емисија точно напладне во 12 часот секоја среда. Што се однесува до актуалностите во светот, ние постојано сме бомбардирани со најразличити информации. Ја завршивме минатата година, 2024 година, со војни, гласови за војни така нато. Меѓутоа, еве навлеговме во новата година, како да војните не престануваат, туку се прошируваат. Всушност, она што го кажал Исус Христос, дека бил нова земја, денеска дословно се исполнуваат. И затоа би сакал само да ве подсетам на овие зборови што ги наоѓаме во Евангелието според Матеја 24 глава. Вие кои сте читале Библијата, кои го знаете Светото писмо, ќе се подсетите дека Исус однапред ги предскажал настаните пред неговото второ доаѓање. Еве што запишал Матеј овде во 24 глава, секако тоа се зборови на Исус Христос. Тие го запрашале кога седеле на Маслиновата гора: кажи ни која ќе биде тоа и кој е знакот на твоето доаѓање и на свршетокот на векот. А Исус еве што им одговара: гледајте да не ве заблуди некој, зашто мнозина ќе дојдат во моје име. И тој сега зборува дека ќе се појават лажни Христоси, лажни учители и така натаму. Меѓутоа, ова што е многу важно за нас денеска, го пишува во 7 стих, зашто ќе се дигне народ против народ и царство против царство, и ќе има глад и помор и земјотреси на разни места. Но сето тоа е само почеток на страдањата. А ќе чуете за војни и гласови за војни. Минатата година, 2024 година, беше навистина возбудлива година на полето на војните. Се појави ново жариште во Палестина, односно Израел. Во минатите 2 години, се уште и денеска трае војната во Украина и Русија. И лјадници луѓе беа убиени. Знаеме дека ниедна војна не донела добробит на човештвото, туку на крајот повторно заседавале, што се вели, на зелена маса и се донесувале одлуки за примирие и потоа се граделе, се обновувале градовите, селите и така натаму. Меѓутоа, човечкиот живот никогаш не се вратил. И затоа овие информации кои денеска ги читаме во печатот навистина се болни. Наместо да се смируваат тие војни, еве при крајот на минатата година се случи повторно восстание во Сирија. Има секакви преврати, се појавуваат нови жаришта во светот, но Библијата е навистина пророчка книга која ни укажува дека тоа ќе се случи и ќе се случува и во иднина. Секако на Бога не му е мила смртта, вели Светото писмо, но луѓето ја прават војната. Бог не е никогаш за убивање на човештвото. Бог сака на еден мирољубив начин да се дојде до решение. Меѓутоа, алчноста на луѓето, себичноста или оние големи сили, така наречени, кои извозуваат и оружје, произведуваат и го продават на помалите земји да се војува и така натаму. Како е да живееме во еден луд свет, каде што навистина човечкиот живот станал безвреден, каде што не се грижат луѓето едни за други, туку се гледат преку нишанот за да се убијат. Но затоа тоа е еден од знаците кој укажува дека светот наскоро ќе заврши. Кога? Јас не знам, ни самата Библија тоа не го кажува, но овие знаци ни укажува дека ние се ближиме кон завршницата и затоа на крајот вели тоа е само почеток на страдањата. Но еден од најголемите знаци секако во ова време на војни, време на крвопролевање, време на
човечки страсти кои доаѓа до изражај, Библијата вели и ова евангелие за царството ќе биде проповедено по целиот свет за сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде свршетокот. Овој библиски текст во Матеј 24 глава, 14 стих е веднаш позади овие пророчки зборови што пред малку ги читаме, дека ќе има војни, ќе има глад, ќе има помори, ќе има неприлики кои ќе го задесат овој свет. Сега нема да зборуваме за овие катаклизми, за земјотреси кои постојано ги читаме во дневниот печат и на интернет се објавуваат информации дека постојано земјата се треси. Навистина, колку е Библијата почитувана и веродостојна книга, колку е ова книга достојна за читање, за проучување, но секако и да веруваме во неа, зашто тие зборови се Божи зборови, Исусови зборови, дадени преку пророштвата. Значи, живееме во време на војни, во време кога Библијата се дословно исполнува, а наше Библијата вели, гледајќи го сето тоа, да не се уплашиме, туку да ги кренеме своите погледи кон небото, од каде ние христијаните го очекуваме доаѓањето на Исуса Христа. Еве толку за ова точка, актуелности во светот, почитувани гледачи. Одеме сега повторно со една песна. Dojdete da se poklonime, da slavime v njegova čest, detence malečko nejako, jagnje žrtveno. Slava na Boga, na visini, mir i dobra volja, dajna cela zemlja. Slava na Boga.
Почитувани гледачи, добродојдовте во нашата емисија Здравје во 10 минути. За денеска имаме еден интересен соговорник, со нас е Сања. Сања е медицинска сестра по општа нега, а моментално студира општа медицина на Медицинскиот факултет во Скопје. Добре дојде, Сања. Добре ве најдов. Мило ми е што денеска гостуваш во нашата емисија. Може ли за почеток да ни кажеш отприлика за што ќе разговараме во овие емисии? Да, значи во следниве неколку емисии ќе зборуваме прво за дефиницијата на здравјето. Битно ни е да го дефинираме здравјето. Ќе дефинираме болеста, исто така имунитетот кај луѓето, која што е една многу важна тема во изминативе неколку години, и исто така превенцијата од болестите. Така, одлично, ово звучи одлично, па да слушнеме што имаш да ни кажеш. Така, значи секогаш кога ќе спомнеме медицина, прво што ни паѓа на ум е болест, така? Но за да ја дефинираме болеста, прво мораме да го дефинираме здравјето. Јас мислам дека на секој кој што бил во средно медицинско училиште, дека на првиот час по предметот хигиена ја запомниле дефиницијата за здравјето, која што Андрија Штампар ја има кажано во 1926 година. Дефиницијата гласи вака: здравје представува потполно или целосно психичко, физичко и социјална благосостојба или нешто добро, а не само отсуство на болест или изнемоштеност. Тоа всушност представува една хомеостаза или рамнотежа на повеќе фактори. Така, верувам дека ова може би е нова дефиниција за нашите гледачи, бидејќи здравјето честопати го поврзуваме само со отсуство на болест, да бидеме искрени. Па поради тоа, може ли да ни кажеш некои примери за тоа како се дефинирало здравјето низ текот на историјата? Така, јас успеав да најдам неколку историски извештаи. Пиндар, 500-та година пред нашата ера, зборува за здравјето или го дефинира здравјето како едно хармонично функционирање на органите. Потоа го имаме Платон, кој што зборува за здравјето како една внатрешна хармонија, а таткото на медицината или Гален го поврзува со факторите од општеството, значи она што не обкружува. Во поново време, исто така го прифаќаме холистичкиот пристап кон здравјето, каде што холистичко всушност представува нешто што е целосно. Ги гледаме сите тие фактори кои што влијат, без, како што ја кажав веќе и дефиницијата, психичко, социјално, душевно и сето она што не обкружува, што е многу битно. Исто така, кога збориме за здравјето, како што рековме, ја дефинираме и болеста. Кога веќе ја знаеме дефиницијата на здравјето, тогаш болеста е нарушување на таа рамнотежа или на таа хомеостаза, на сето на претходно што го спомнавме, која што се манифестира со промени на целуларно ниво, на органско ниво, исто така на однесувањето, на дружењето помеѓу личностите, комуникацијата која што тие има, значи действува на повеќе етапи и фактори на нашиот живот. Така. Дали можеш да ни ги наброиш факторите кои што сега ги спомна, кои што действуваат на нашето здравје? Така, значи кога гледаме што се може да действува на нашето здравје или да действува на болеста, еден од најзначајните фактори кои што секогаш ги спомнуваме е семејната анамнеза, или тоа се наследните фактори кои што ги имаме. Но сето тоа е многу покомплексно од тоа што ние го мислиме. Значи тука имаме некои болести се наследуваат доминантно, некои рецесивно, значи во зависност од гените кои што ги имаме. Пример, диабетесот е доста популарен во денешно време. Баш така. Тип 2 диабетесот се може да биде и наследен, значи така да го добиеме. Исто така многу коронарни болести, нарушување на менталното здравје, фенилкетонурија, значи има голем број на болести кои што се добиваат или појавуваат поради тоа што се наследно преносливи. Исто така важен фактор е и околината во која што живееме, па тука станува збор за физички и за биолошки фактори. Пример, недостиг на доволно исправна вода, диспозиција на отпадните материи, воздухот во кој што ние го вдишуваме, земјата, исто така контрола на вектори, сигурност и исправност на храната, тука има голема улога ХАСАП системот, исто така станување и урбанизација, индустриализација, загадување, имаме многу фактори, многу фабрики во многу градови кои што можат да действуваат лошо на здравјето на личностите.
Ако ги спомна сите овие фактори, можеш ли да не кажеш малку подетално за социјалната околина и за стилот на живот, како действуваат на здравјето и како предизвикуваат болести? Така. Значи, социјалната околина зависи всушност од ангажирањето на поединецот или на пациентот, на единката, на човекот во светот во кој што тој живее, зависи од економските стандарди, од културата и образованието. Имаме многу истражувања направено каде што жени кои што имале барем некое формално образование или едукација во државите како што се Кина, Бурма, Шри-Ланка, Виетнам, каде што имале барем некое ниво на образование, дошло до смалување на стапката на неонатална смрт или смрт на доенчиња, бидејќи биле едуцирани како треба да постапуваат така во тие ситуации. Исто така, кога го спомнавме стилот на живот, нас многу добро ни се познати пушењето, алкохолот, наркоманијата, промискуитетното однесување, начинот на исхрана, значи тука имаме многу голем број на болести кои што настануваат, пример хипертензија, гликемија, холестерол, цироза, разни видови на карциноми. Исто така невработеноста има многу голема улога во појавата на болеста. Може би и вие како сами или знаете некој кој што бил невработен и знаете како изгледа личноста која што е невработена. Значи, доаѓа до појава на депресивни епизоди, изолираност, кај некој се појавува и суицидност, па имаме сиромаштво, со сиромаштвото секако оди наркоманијата и повторно алкохолизмот. Така да сето тоа можеме да видиме како сите тие фактори действуваат на сите тие три детерминанти кои што ги спомнавме во дефиницијата на здравјето на физичко ниво, на душевно и на социјално ниво. Така да битно е сите тие фактори да бидат вклучени во нашето здравје и во нашата грижа за нашето здравје. Така, благодарам Сања. Кога зборуваме за здравје и за болест, да спомнеме нешто и за превенција, односно спречување на настанување на болестите. Да, така е. Еден од важните фактори кои што учествуваат во спречувањето на настанувањето на болестите кои што се предизвикани од таа биолошката страна или околина, во нашиот или во човечкиот организам главна улога има имунитетот. Па така за таа тема ќе зборуваме во следната емисија, бидејќи треба подетално да ја проучиме и објасниме. Да, верувам дека ова е многу интересна и популарна тема баш во ова време. Така што се надевам дека ќе го задржиме вниманието на гледачите и дека ќе ги мотивираме да не следат и следниот пат, како што кажавме, следниот пат ќе зборуваме за имунитет. Така. Сакаш нешто што малку да додадеш на оваа тема како вовет или тука некаде би застанале? Би можеле да кажеме дека ќе го поделиме имунитетот на два дела. Следната емисија ќе зборуваме за првата и втората одбрана, а во последната за третата одбрана на имунитетот. Ред, Сања, ти благодарам многу за сите овие информации кои што ги сподели со нас. Почитувани гледачи, се надевам дека ви се допадна сето ова што го слушнавте денеска и дека ви е од корист и ве повикуваме да не следете и во следната емисија. До тогаш, до гледање. Slušaj,
Susojde knezna mira, sonce tona pravdata, mrak odblesna silna svetlost, nadežda mi objavi. Slava Božja ostavi, skromno v jasli se rodi, dolje dani donese, za nas novo rađanje. Sluše peat angeli, slava Bog visočini. Почитувани гледачи, вие следите дневната емисија Точно напладне. Продолжуваме со нашата програма од нашето студио. Колку долго Исус бил на Голготскиот крст? Тоа е едно кратко теолошко размислување врз основа секако на Библијата. Или пак колку долго траело тоа распнување? Познато е дека, според историјата, римјаните своите противници ги распнувале на крст. За време, например, турците, муслиманите, кога биле овде на овие простори, тие ги ставале на кол, ги набивале своите непријатели, со цел да се населението уплаши, да на никој не му падне на памет да направи некој раскол или бунт против тогашната власт. Ете, римјаните, значи, имале обичај да ги распнуваат во непосредна близина на селата, на градовите, дури и на патиштата на тие големи раскрсници. Кога ќе биде човек распнат, значи, тоа предизвикува страв кај населението. И токму во времето на Исуса Христа во Палестина, кога римјаните ја окупирале таа територија и управувале со неја, значи, ги вршеле свирепо, на свиреп начин тие злосторства и убиства на своите противници. Библијата зборува дека кога Исус бил обвинет, дека сака да направи преврат, односно да ја превземе власт, бил оптужен на лажен начин од страна на свештенството, на тогашните верски лидери, и знаеме дека Пилат донел пресуда да Исус бил распнат. Всушност, Пилат сакал да си ги измие рацете и затоа тој направил една таква символика кога зел еден сад и вода и ги измил рацете пред сите кои се наоѓале пред судницата, пред луѓето, да каже дека јас не наоѓам никаква вина на тој човек. И навистина, после 2 дена на испитување, на сослушување кај Исуса, не било пронајден никаков грев, никаков прекрашок на римскиот закон дека се прави Бог. Тој не се нарекол јас сум Месија, туку луѓето го нарекле дека е тој Месија. Луѓето сакле да го зацарат, кога влегол во Ерусалим, знаете, му постелеле гранчиња, му фрлале на патот и постелки. Исус не дошол на конј во Ерусалим, туку на обично магаре. Тоа е еден вид понизност. Исус не сакал, меѓутоа луѓето сакле да го зацарат, мислејќи дека тој е ослободител и тој ќе ги отера римјаните, римската власт, и ќе воспостави израелска власт, и едноставно тие ќе управуваат со своите земји. Исус немал таква намера. Исус можел тоа да го направи, но Исус не дошол. Исус дошол да ги ослободи од нивните гревови, од нивната алчност, себичност, гордост и така натаму. И затоа сега се поставува прашање кај оние луѓе кои не ја познаваат Библијата, можеби не го читале Светото писмо, колку долго било распнувањето на Исус Христос. Според Библијата имаме информација дека Исус бил распнат некаде во 9 часот предпладне и цели 6 часа висел Исус на крстот заедно со останатите двајца разбойници. Секако таа смрт на крстот била ужасна од многу причини. Невозможно, например, да се прочита за распнувањето без прикривање на физичката и духовната агонија која што ја издржал Исус. Бил распнат, значи раците му биле расширени, доле нозете склопени и биле прободени со шајки. Диафрагмата не можел да му работи на распнатиот, не можел да диши, морал да тешко и постепено да диши, зашто не можел стомакот, градите да ги шири горе и доле, бидејќи бил, значи, распнат на тој Голготски крст. Тоа било едно тешко злосторство против човештвото во тоа време, односно ужасни маки трпеле самите распнати луѓе. Како што спомнав, еве да читаме во Матеј 15 глава, вели: и го донесоа Исус до местото наречено Голготе, што значи место на череп или костурница, кај што има многу костори или черепници, значи многу
коски таму имало черепи на луѓе кои го завршили својот живот. Тогаш му принесоа вино што се меша со смирна, но не го зеде. Значи Исус не сакал алкохол да прими на себе, да му се оттапа чувствата и така во една пиена состојба да го заврши својот живот. И го распна, поделувајќи ја својот облека, фрла многу да видат што би можел да добие. Значи, ждрепка фрлале и неговите алишта, како што било проречено 600-700 години, сето тоа било проречено, почитувани гледачи, во книгата на пророк Исаија за Исовата смрт, како ќе умре, дека ќе биде разнат помеѓу двајца злосторници, неговите алишта ќе бидат раскинати и фрлена ќе биде коцка, ждрепка на кого ќе му паднат тие алишта. И Марко, како што спомнав, кажува, тогаш беше 9 наутро кога го расна. Римското 9 не е со нашето 9. Така да имаме такви извештаи кои не се вклопуваат според нашето мерење на часовници, но како е да е, значи 6 часа Исус висел на Голготскиот крст. И што се случува кога Исус точно умрел, Лука тоа ни го опишува 23 глава од 44 до 46 стих. Тоа беше сега околу пладне и темнината дојде преку целата земја до 3 попладне. Значи 3 часа било замрачено Голгота, местото каде што Исус бил распнат. Не по целиот свет. Овде зборот по сета земја се мисли на тој дел од Палестина. За сонцето вели пред да повторно светне. И завесата на храмот беше раскината на 2 дела. Исус извика со силен глас: Татко, во Твоите раце го предавам мојот дух. Кога го рече тоа, издивна. Значи, Исус, повторно ќе кажам, бил раснат некаде во 9 часот предпладне, а умрел околу 3 часот попладне. Исус поминал цели 6 часа. Исус не умрел во смисол да му ги кршат колената како на другите разбойници што го правеле римјаните, за да предизвикат побрзо смрт кај умрените, и некои се мачеле со денови или ги им кршеле, значи, делови од телото, за да предизвикат болки и предвремена смрт. Исус умрел природно, би рекол, значи не е бил убиен со копје, односно тој умрел од тие психолошки маки, од гревот кој го притискале неговото тело, неговата душа, секако тој имал и физички болки. Како белешка римјаните, значи, како што спомнав, предизвикувале убрзана смрт кај овие луѓе кои биле распнати. Меѓутоа, Исус умрел некаде попладне, околу 3 часот, и учениците кога разбрале, односно знаеме, Јосиф од Ариматеја отишол кај Пилат да побара дозвола, зошто според римските закони човек кој ќе биде распнат на крст, тој веќе не е собственост на домашните, туку е на државата, односно на римската власт. И затоа отишол Јосиф од Ариматеја да побара дозвол од Пилат да се симне телото, зашто по нивните закони римските, Рим сега управо со телото на Исус, и тие имале право да го закопат. Но Јосиф добил дозвола и пред да зајде сонцето, дошли учениците, Јосиф, значи, бил приготвен тој погреб, Исус бил погребен во гробница, така да немало многу време да се извршат сите тие народни или церемонии кои ги имале во тоа време, да се помаза Исусовото тело и така натаму. Затоа жените доаѓаат во недела наутро да го завршат тој дел. Во тоа време, значи, немало ковчези како денеска, како ги погребувале евреите своите покојни, туку во платно ги ставале и на плоча, во исклесана гробница, во некој камен. Тука Исус бил погребен, знаеме тоа, таа гробница била позајмена, не била Исусова, но како е, тука било положено телото. И затоа доаѓаат жените во недела наутро да го извршат тој дел, таа церемонија со неговото тело, но телото го немало, веќе бил воскреснат. Значи, евреите погребувале, кога ќе почине човекот во платно, ленено платно го ставале и во гробница. И додека телото не се распадне, тој е тамо.
кој ќе се распадне телото, може би после 6 месеци, година дена, коските што остануваат од покојниот се стават во сандук и се погребуваат в земја. Значи, ете, тоа е таа нивна церемонија на погребување, сосема поразличита од нас, христијаните, денеска кои ги имаме на овие простори, значи, се става во сандук и се погребува в земја. Како е да е? Значи, Исус бил 9 часа, односно 6 часа, висел на крстот и потоа починал и бил секако симнат од крстот и така натаму. Значи, како што спомнав, его уште еднаш ќе потсетам, војниците, но оние кои не умирале така брзо, значи им ги кршиле колената, предизвикувале поголеми болки за да ја убрзат смртта. Интересно, Исус умира релативно за кратко време, само од 6 часови. Бидејќи ете знаеме, околу 9 ако бил расмат, потоа околу 3 часот попладне бил веќе симнат од крстот и погребан. Како е да е, Исус свесно умрел на крстот. Исус не бил во некоја пиена состојба и зато тој го одбил тој алкохол што му бил понуден. Како е да е, почитувани гледачи, ако сакате повеќе да дознаете за Исусовата смрт, ја ви препорачувам да ја читате Библијата, поготово Новиот Завет, трите Евангелија, читајте ги последните глави од тие книги. Евангелистите подробно го опишуваат тој дел од Христовиот живот, значи самиот час на фаќање во четврток, па света вечера која се одржала во четврток навечер, петок исто така бил сослушуван и знаеме веќе во петок предпладне била донесена таа пресуда. Пилат веќе ги измил рацете символично, не нашол вина, но сепак народот викал, расми го Исуса. Кога тој им дал понуда кого ќе пушти на слобода, Исуса Назарејцот или Варава злосторникот, народот се одлучил на жалост за Варава. И денеска многу луѓе се одлучуваат за постапките, за делата, за карактерот на Варава. Може би у друга прилика ќе објаснам што значи тоа карактерот на Варава. И денеска, на жалост, многу луѓе одбиваат да го прифатат Исуса Христа, а се служуваат со постапките на Варава. А за името на Варава е убиство, силување, крвопролевање, востање и се оно што е лошо се крие позади карактерот на самиот Варава. Еве, почитувани гледачи, тоа беше ова кратко размислување на тема, теолошка тема од Светото писмо. Одеме сега повторно со песна. Za sve nas
svima da spasenje da, jer je Bog sa neba došao, svima da spasenje da. Na nas dok mi čekamo, da nam dođeš Isuse. Svojoj milosti dođi i povedi nas u carstvo ljubavi. Želimo da u večnosti budemo sa tobom svi. Na visini toj, a na zemlji ovoj mir, divnu vest i radost veliku javili su anđeli. Nada sveta je u jaslama, a u noći zvezda sja, jer je Bog sa neba došao, svima da spasenje da, jer je Bog sa neba došao, svima da spasenje da. Почнем гледачи, вие следите емисијата Точно напладне. Продолжуваме со нашата програма. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите ова наша нова емисија. Имам едно прашање на кое сакам да дадам одговор. Прашање од читателите, затоа уште еднаш ви поканувам, пишете ни ваши прашања, без разлика дали од Стариот Завет или од Новиот Завет, некој библиски текст можеби не е јасен или некоја појава, некој поем од Библијата, еве биете слободни и пишете ни. Имаме прашање кое се однесува до славењето на Нова година и на Божик. Еве Нова година веќе помина, 25 декември беше Божик за еден дел од светот, за западниот свет да кажеме, но овде на исток се слави токму овие денови Божик. Секоја година тоа се повторува. Два различити датуми за Божик, 25 декември и 6, односно 7 јануари. Дали денеска ние треба да славиме Нова година? Дали тоа се славило во времето на Исуса Христа? Веднаш да кажам дека во времето на Исус Христос учениците не славеле Нова година, нито Божик. Меѓутоа, историски, ако одем и пред Христа и после Христа, многу луѓе во некои држави ги обожавале тие празници, односно празникот претежно Нова година. Знаеме дека Божик се празнува во чест на Христовото раѓање, иако ниту Библијата нема записи дека учениците после Христовото раѓање, односно после Христовото заминување од оваа земја, почнале да го обожават Божик во чест на Христовото раѓање. Но еве неколку зборови најпрви за новата година. Нова година е денот кога според календарот започнува нов циклус на пресметување на времето. Во повеќето култури во светот тоа е 1 јануари, се земе како почеток на годината. Денот кога е запишан како прв ден во Грегоријанскиот календар. Знаеме дека постојат два календара, Грегоријански и Јулијански календар. Грегоријанскиот календар е календар според кој се раководи западниот свет. Источната православна црква и источните некои држави го држат се уште Јулијанскиот календар. Новогодишната ноќ е исто така еден од најстарите обичаи, како и обичај кој е прифатен од голем број луѓе низ светот. Всушност, самиот обичај на празнување потекнува од празнувањето на раѓањето на сонцето, како што се менували календарите низ вековите, така се менувал и денот кога почнувала нова година. Во некои држави, како во Кина и во Јапонија и во некои други, има друг почеток на нова година, не на 1 јануари. Со оглед на тоа, многу народи во
минатото немале календари и годината ја пресметувале според временските услови и годишните времења, како и врз основа на теренската работа што ја вршеле. Се верува дека првата прослава на новата година ја одржале жителите на Месопотамија пред повеќе од 2000 години. Во тоа време тие славеле на почетокот од март. Кинезите се сметаат за еден од првите народи или постарите народи на оваа земја и тие почнале да ја слават новата година во време кога трговците ги разминувале подароците меѓу себе. Иако јануари бил воведен во календарот 700 години пред нашата ера, римјаните ја чекале новата година до 150 година пред нашата ера на првиот ден од март. Тогаш годината имала 10 месеци. Новогодишната прослава била поместена за јануар, бидејќи тоа бил почеток на граѓанската година, кога новоизбраните конзули стапувале во должност. Ево уште една убава, односно интересна информација, но овој обичај секој го толкувал како што сака. Значи, гледате како се менувале тие обичаи. Ако дојде некој државник, некој силен владетел, тој ги менувал правилата за почеток на новата година. Па некои продолжиле да ја слават новата година на 1 март, како што спомнав неколку нации или народи. Меѓутоа во 46 година пред нашата ера Јулиј Цезар вовел нов соларен календар. Тој покажал дека годината почнала точно на 1 јануари, па со закон било пропишано тој ден да се назначи како почеток. Гледате како се менувале владарите, така се менувале. Меѓутоа ние како генерација знаеме дека и памтиме дека тоа се случувало на 1 јануари, односно почетокот на нова година. Што се однесува до Божик, уште неколку информации да спомнам. Значи Библијата не спомнува никакви роденденски прослави на Исуса, нито пак некој друг верен Божи слуга прославувал роден ден. Во неа се запишени само, значи, како роден ден на земјава е саботата. 6 дена работа, и вели Библијата, 7-миот ден е Господов ден за одмор. И има уште една прослава што Исус ја воспоставил, а тоа е обредот Света вечера, причест или Господова вечера. Тие се празници кои ние како христијани треба да ги славиме и да ги обожаваме. Што се однесува до Христовото раѓање, денот и часот никаде не е забележан, почитувани гледачи. Значи, немаме таков извештај. Исус не е роден ниту во декември, ниту во јануари. Според историските прилики на настаните кои се случувале во Новиот Завет, Исус е роден некаде на есен. Тоа го добиваме и од историските податоци на тие владетели кои владееле во Палестина. Се мисли на римската историја, таму се запишани оние цареви, односно суди кои управувале во покраината, значи во Палестина, односно во Израел. Се разбира, Исус сакал неговите следбеници да го слават не неговиот роден ден, туку денот кој тој го посветил и го воспоставил, тоа е саботата и обредот Света вечера или Господова вечера. Големиот учител Исус Христос дал јасни упатства за тоа што ги очекува неговите следбеници, а тие упатства се запишани секако во Светото писмо во Библијата, но никаде апостолите не го спомнуваат Божик. Ниту тие други писатели, ги има некаде околу 40 од Стариот и во Новиот Завет, никаде не се спомнува да и во Стариот Завет. А рековме дека и пред Христа се славела нова година, никаде апостолите и пророците тоа не го запишале во рамките на Божиот народ кој бил представник на Бога на оваа земја. Така да денеска знам дека сега сме се уште во фаза на Божик вториот ден, како е да е, секој сам се одлучува. Не треба ние само еднаш да се сетиме за Исуса во годината. Ние постојано секој ден треба Исус да се раѓа во нашите срце, во нашите мисли, да го следиме, да одиме по неговите стапалки, да ги слушаме и читаме неговите пораки и секако да живееме. Нека Господ навистина не благослови, почитувани гледачи, во ова нова година во која веќе навлеговме, да ни даде нови победи, нови радости, нови искуства со Бога и секако да имаме и физичко здравје, што е битно за секој од нас. Тоа беше одговор на прашањето дали треба да ја прославуваме новата година
odnosno da li treba da mu se oddava takvo obeleže na Božjeg, kako neko što go pravac samo jednaš 2 godinata. Rekovme, Isus treba se radje postojno vo nas, no ove 2 kalendari, Gregorijanski od i Julijanski od imati razlika, znači od 14 dana. Isus ne je roden niti u dekembri, niti u januari, Isus je roden nekade na jesen. Kako je da je? Ostanova samite vi da tog izučuvate vo Biblijata, vo Svetopismo. Ode mi sega povtorno su pesna. O sveta nog, vo sjaj se site zvezdi, se rodi Spasitel, nasio cvet. Beše vo grev i robstvo sveta zemlja, no togaž Bog go dade sinot svoj. I seta nadež, togaž pak se vrati, se nodi novo, utro vonoj čas. Čuj sladok zvuk od nebesne vojski, Hosana nog, ni se rodi Spasitelj. Hosana nog, se rodi Spasitelj. Čekorativko mudreci vo nojhta, ja sledac stata na svoj odpad. Pastirski straži slušat sovoshit, se javi angelski hor vonoj čas. Voskromni jasli, carod naš se rodi, o kakva milost, Bog se objavi. Čuj sladok zvuk od nebesne vojski, Hosana nog, ni se rodi Spasitelj. Hosana nog, se rodi Spasitelj. Hosana nog, se rodi Spasitelj. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски.
можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, еве дојдовме до самиот крај на наша нова емисија, точно напладне, која се емитува во 12 часот секој среда. Затоа ве поканувам да бидете со нас и во наредните емисии. Кажете им на вашите пријатели да бидат на ова фреквенција, значи на Facebook страната на Радио Гласна надежта и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта. Ви благодарам што бевте со нас денеска. Ви поканувам да пишувате ваши прашања, поставувајте. Ако некој се уште нема Библија, ние ќе ја рекламираме оваа книга скоро во секоја емисија, значи Светото писмо ви стои на дофат, на располагање, као ова нова година биде нова година на еден нов почеток, да читате секојдневно Библијата и на тој начин ќе запознавате многу интересни, убави работи, но и вашиот духовен живот ќе биде на едно повисоко ниво. Ви посакувам секој добро и довидување до наредната емисија. Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на Радио Гласна надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежта и на YouTube каналот Радио Гласна надежта. Се гледаме.